Па, генерално најосновно би требало да укажуваме и веќе зацртуваме такво нешто во делот на проектираниот раст да биде по можност пореално од макроекономските амбиенти реалноста. Обкружението прилично е познато, ние си живееме во што се вика несигурен амбиент, не само економски и политички. Ние сме мала отворена економија, треба да водиме сметка што во такви случаи, значи треба да имаме пресметан ризик за секаква состојба што би било, и тоа е исто така едно. И конечно во делот на трошоците кои што се генерираат по основ на задолжување, бидејќи каматите представуваат голем фискален ризик во иднина, кој што ви кажав. И тоа е на некој начин научно покажано. Тоа се на некој начин фискалните ризици. Инаку, фискалните правила, пропишаните по закон, се во рамките на проекциите онака како што е, и генерално би рекол, јас лично го поздравувам многу овој буџет, затоа што ја по природа моја лична сум доста конзервативен. Ја обично многу конзервативно буџетирам. Значи, и додека го водев универзитетот, јас секој пат во делот на расходите проектирав повисоки, во смисла да таму заштедам, во однос на приходната страна, бидејќи таму ми е резервата. Значи, латентност мора да имате, така да од таа гледна точка го поздравувам оваа проекција и се пожелувам и посакувам да останеме во тие рамки како што е, да се примени онака како што е предвидено, затоа што не е баш едноставно и лесно да се управува со такви проекции овој буџет. Така.